Земјоделците од Кочанската котлина деновиве се повеќе ја интензивираат жетвата на оризовата култура, искористувајќи го сончевото и суво време. Општо е задоволството од преносите и квалитетот на арпата и оризот во сите реони. Поедини земјоделци кои соодветно ги примениле сите агротехнички мерки, употребиле квалитетен семенски материјал, правовремена заштита од плевели и прихранување со вештачки ѓубрива, остваруваат рекорди. Дека годинава му се погоди на оризот, потврдува и раководителот на Институтот за ориз во Кочани, Добре Андов. Во целост можеме да кажеме дека оваа година беше благонаклонета за оризопроизводителите, односно климатските услови беа добри во сите фази на развојот од оризовото растење и според нашите информации ние ги посетивме доста оризопроизводни региони, значи во Кочанско, во повеќе производствени делови на Кочани, оризот е во одлична состојба. Дали родната година кај оваа култура ќе ја следи и соодветна прометна политика, односно дали откупните цени ќе бидат на задоволство на производителите, ќе покаже пазарот. Од институтот велат дека не се надлежни да коментираат за откупните цени, но одличниот квалитет треба позитивно да се одрази врз движењето на пазарот. Предмет на интересирање на нашата институција не е пласманот и прометот воопшто, бидејќи наш предмет на обсервација е производството, агротехниката, проблемите околу самата технологија на производство, сортите, ѓубривата и така натаму. Годинава просечните приноси се движат околу 550 кг по декар, иако има земјоделци кои остваруваат и по 800 кг од декар. Од вкупно 4500 хектари под ориз, во регионот се очекува реколта тешка на 22.000 тони арпа.